Македонската фудбалска репрезентација ги започна подготовките за двата квалификацијски надпревари за светското првенство 2026 против Белгија, меч кој го играме во Скопје на 6 јуни и против Казахстан на гостински терен во Астана на 9 јуни. Добро, секако сега е крај на сезона, нели завршуваат сите играчи, завршуваат во своите клубови, но сепак овој циклус е многу важен за нас и мислам дека ние мораме максимално да се фокусираме на овој циклус затоа што играме со Белгија првата утакмица дома која е многу битна и потоа нели со Казахстан и така да мислам дека сите треба да се стават во тимот максимално. Може е тешко да нели завршуваат, како што кажав, завршуваат у своите клубови, но секако дека после овој репрезентативен циклус можеме нели потоа да се одмориме, но сега се надам дека сите ќе оддадеме максимално да извлечеме најдоброто во овие две утакмици и потоа ќе видиме. Напаѓачот Трајковски вели дека сите треба да максимално се стават во функција за репрезентацијата. При тоа потенцираше дека е многу важна концентрацијата. Имаме стварно, да кажам, почнавме нели добро и се надевам дека еве сега против Белгија, како што покажавме дека нели со Велс имавме голема шанса да ја добиеме таа утакмица, но ете колку значи таа концентрација до крај на утакмицата, значи мораме да извлечеме поука од таа утакмица дека до крај, додека судијата нели не свирне крај, дека мораме да бидеме максимално фокусирани и се надевам дека еве сега ни се пружа шанса, друго играме дома со уште, така кажам, појака селекција од Велс по мене искрено и затоа мораме максимално да се припремиме за таа утакмица и потоа нели идеме у гости со Казахстан каде што исто ќе не чека еден тежок надпревар, затоа што како што мислам дека таму играме и на вештачка трева. Првиот јунски предизвик за македонската репрезентација ќе биде Белгија, како што вели Трајковски, поука од мечот со Велс треба да се извлече тоа што надпреварот се игра додека судијата не означи крај. Имаме доста до утакмицата со Белгија и мислам дека селекторот ќе ни покаже што и како ќе се припремаме за таа утакмица и ете имаме доволно време да се припремиме добро и тактички, и ментално, и физички, така да мислам дека ќе биде добро. Трајковски направи една кратка анализа за репрезентацијата на Белгија и ги сподели неговите очекувања за овој меч. Па добро, мислам дека помина доста години кога последен пат играв против Белгија и времето кога играв нели таму. И мислам дека во нивната селекција доста се променија исто некои работи и доста играчи нели се промени селекцијата во кај ниво репрезентацијата. Има доста нови играчи, млади, така да мислам дека ќе биде поинаква од таа кога игравме пред не знам колку 10 или 12 години и секако дека мотив мора да постои нели против секоја утакмица, а сепак нели кога играш против, да кажам, една Белгија, тука треба максимално да бидеш мотивиран. Македонија досега одигра два надпревари, го добивме Лихтенштајн во гостија, дома пак ремизиравме со Велс, а сега пред Македонија се два јунски предизвици против Белгија на домашен терен и против Казахстан во гости.